Овој настан се одвива во рамките на активноста Развојна менторска програма за високо образование во земјоделството, која е финансиски поддржана од владата на Швајцарија преку програмата за зголемување на пазарна вработливост и проектот Образование за вработување од нашата држава. Денешниот настан е со главна цел и акцент ќе ставиме и благодарност до присуството на фирмите, представници на фирмите, кои денес ќе го имаат главниот збор пред студентите. Искрено се надеваме дека до крајот на денешниот ден ќе имаме интересни и мотивирачки говори од страна на фирмите, од страна на нашите представници од швајцарските фондации, кои што ќе ве мотивираат, ќе ви дадат еден мотив плюс, зошто пак ќе кажам напорно да учите, да работите и своето место да го пронајдете овде. Затоа што сепак нели овој настан е организиран со таа цел. Ова е програма, прво да кажам, финансирана од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка, значи Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. И во сите овие три сектори, всушност, директно работиме на зајакнување на конкурентноста и подобрување на можноста на бизнис секторот да расне. Без раст на тој бизнис сектор не е возможно да се креираат нови работни места. Кога дискутираме за работните места, навистина целокупниот тим на нашата програма се обидува на најдобар можен начин со компаниите да даде посебен акцент на младите луѓе и на жените, се со цел на најсоодветен начин тие да си го најдат своето место во компаниите. Во изминатите 30 години тој јас навистина беше голем. Нема да навлегуваме наназад во причините на тој јас. Јас се надевам дека во изминативе неколку години се гледа еден исчекор, позитивен исчекор во таа насока, каде што и компаниите почнуваат да разбираат колкава е нивната одговорност активно да се вклучат заедно со образовните институции во креирање на профили на млади луѓе кои што нив им требаат во производствениот процес понатаму. Значи, секој 6 месеци квалификациите на секој од вас треба да се надградуваат. Тоа е континуирано и константно учење. И токму поради тоа, таа врска помеѓу образовните институции и приватниот сектор мора да е нераскинлива. In addition to the classical university, the so-called universities of applied science. And the colleague this morning exactly told this word. So it is we have two types now of universities in Switzerland which cooperate closely together, but one is more related really to the private sector, solving problems, challenges of the private sector, and the others are more the classical universities which go more in the scientific. And today half of the students are distributed, which is then also the reality in our society, which is pretty much research-based. Switzerland, we are not so much production-based, but we are more research-based. So, and I'm really happy to see that here now universities take the initiative together with companies, not only on the secondary vet level, which already since 2 years this program exists, but that here also universities are open to bring their students much more into the companies.